Власта во Македонија е способна само за заеми и за задолжување на народот, пари кои ќе ги враќаат идните поколенија. Ова е ставот на енергетскиот експерт Константин Димитров, откако земјава со европски пари ќе ги крпи долговите во ЕСМ и ќе купува струја. Според Димитров, 100 милиони евро од Европската банка за обнова и развој ќе помогнат земјава да се справи со купување на струја, ама привремено. На долг рок вели тоа не решава ништо, пошто ќе се оди со нов заем и така ќе се вртиме во круг, а земјава и натаму ќе биде увозно зависна. Единствен успех е во зголемено задолжување, во изработка на тендери, кои што се, според мене, срамни пасивизирања на тие што знаат, орото го водат понављачите и резултатот е имаме систем кој што да може да функционира, мора да се задолжува Македонија, бидејќи не произведуваме средства, така да владата само распределува, ги задолжува сегашните производители, сегашните идните генерации со долгови, за да може као помага на граѓаните, субвенционира во цената на електрична енергија. Наместо да ги инвестира парите во производство ефтино, што ќе ги задоволи потребите во следниот период од 20 години, ние решаваме дневни проблеми. Ако власта сериозно не ги засука ракавите и не почне да вложува во изградба на нови енергетски капацитети, сето ова што го прави власта е бадијала, а сериозен проблем ќе се ремонтите на капацитетите кои цело време се вон функција. Оптоварувај народот е како една жица. Вие може да го тегнете, на крај таа ќе пукне. Ако од квалитетен материјал таа жица, кој ќе се скине од таа сила, може како нож да исече. А ако е некој друг материјал, ќе се истегне и ќе клапне. Не знам каков е наше општество, ако пукне на крај, дали некого ќе исече или ќе си легне надоли и ќе си продолжи да чмае. Дека Македонија е увозно зависна земја за купување струја потврди и од Дебор. Македонија е значително зависна од увоз на енергија и имаше проблеми заради цените на енергијата кои неконтролирано растеа, велат од Дебор по заемот на ЕСМ од 100 милиони евра. Во меѓувреме речиси 9 милиони евра се излеале од касата на ЕСМ за купување струја среде лето. Најмногу струја била увезена во јули, а директорот на државните електрани потврди дека увезената струја била поради зголемената потрошувачка предизвикана од топлото време и клима уредите.